секојдневните активности на СЈО, кој беше максимално активно во текот на целата изборна кампања. Поактивно отколку во времето до 30 јуни, кога имаа законско право да се активни. Сега, иако без законски основ, иако работејќи вон закон, хараа каде ќе стигнат со цел да ги заплашат и пасивизираат голем дел наши членови и подржувачи, испраќајќи порака дека ако продолжат да се активни и кон нив ќе има репресии. Особено сега, во услови кога суството е заробено, кога тие се преплашени за себе, имаме судии кои не се подготвени да се спротивстават на било што, колку и да е тоа правично. Апсењето на Едмон Темелко, кој ниту избега, ниту планирал бегство, иако ако сакал може да го направи, освен што е притисок врз него, да го скршат неговиот дух и да го натераат да прифати се што ќе побараат од него, е истовремено и порака до сите патриотски настроени граѓани и пред се македонци, што ќе ги снајде ако продолжат да се борат за својата земја и ако имаат патриотски пориви. Тој беше уапсен во текот на изборната кампања. Кривичните пријави за голем број наши градоначалници и кандидати за градоначалници во текот на изборната кампања и без никаков сериозен основ поднесени, беше обид не само да се деградираат и да се отцрнат пред гласачите во очи на гласањето, туку и да се испрати порака до пошироката јавност, но пред се до нашите активисти, дека е добро да се попасивни или да се повлечат, бидејќи ако градоначалникот и кандидат за градоначалник добил кривична пријава во тек на кампањата, тога што останува за другите кои немаат никакви функции и моќ? Тоа беше валкана психолошка борба за втерување страв. Инаку, имавме кривични за градоначалници од типот дека не ја осигурал зградата, која платената револуција ја обои, па потоа чистењето на зградата се платило од буџетот на општината, а не од осигурителната куќа. Значи, нема одговорност за оној кој незаконски оштетувал државен имот. Затоа обвинителството молчи, бидејќи е заробено и под партиска капа. Но има одговорност за градоначалникот кој не го осигурува објектот од фарбањата на платениците од така наречената шарена револуција. Друг градоначалник доби кривична пријава дека наводно некогаш отишол на службен пат со службено возило, а заборавил сам на себе да си подпише налог за службено патување. Трет градоначалник доби кривична пријава дека наводно неговата приватна градежна фирма подизведувач, подобиен тендер на главниот изведувач, почнава малку порано да изведува со градежни работи, неколку дена пред да се подпише договорот. И со тоа никому не направила штета. Можева единствено сама на себе да си направи финансиска штета, доколку евентуално не се склучил договорот. Вакви и слични се и останатите кривични пријави на десетина градоначалници од нашите редови. Важно беше да се пушти кривична пријава и да се говори за тоа. Ем тие да се оцрнат, ем да се втерува страв кај нашите активисти и подржувачи, дека ова е време на кривични пријави и обвинени и дека секој може да го снајде истата судбина ако е налути власта со својата активност. Новите кривични пријави на кандидати за градоначалници во периодот кога се уште како партија правевме селекција на кандидатите, претходеа закани дека ќе добијат кривични пријави наши потенцијални кандидати за градоначалници, при што неколку од нив подлегнаа на заканите и не информираа дека иако првично прифатија кандидатура, потоа се откажаа откако ги посетила партиска делегација на СДС и ги информирала што ги чека ако се нафатат да бидат кандидати за градоначалници на ВМРО ДПМН. На некои, следејќи ги анкетите, им отидоа им превентивно, уште пред ние да им понудиме кандидатура, исто така со закани, најчесто со кривични пријави и обвиненија, и дел од нив во самиот почеток се откажаа. Дел од нив кажувајќи ни искрено и зошто. На нашиот коментар дека немаат ништо сторено и не треба да се плашат, одговараа: па нели гледате дека е лудо време и не треба да си виновен за да одговараш и да бидеш притворен или осуден. Тоа е крајна злоупотреба на власта, која никогаш досега ја немало во Македонија. Во оваа кампања имаше систематски и организиран притисок врз голем број наши председатели на местни комитети низ целата држава. Нешто што во вториот круг зајакна, најчесто со заплашување,
со уцена или друг вид на притисок, а во правец на нивно пасивизирање. Вакви притисоци и закани се вршеа и врз многу наши влијателни активисти и членови, но и други граѓани. Ова беше осмислена, организирана и систематска операција за нечесно добивање на изборите, со максимална употреба на полицијата, но и на други државни институции, како инспекцијски служби и слично. Покрај заканата, директно кон наши членови и активисти, како и кон обични граѓани, и покрај користењето на полицијата во партиски цели, сосема јасно е дека во овие избори, во партиска функција, под притисок беа ставени и обвинители и судии, кои пред се, заради страв за себе, изрекуваа се што се бараше од нив и планираат и така да продолжат. Истовремено, истата методологија на уцена и втерување страв беше применета кон медиумите. Дел од нив подклекнаа на притисокот и реши да не информираа во јавноста што се случува на теренот, а дел од нив, кои не подлегнаа, веќе подолго време се под прогон, полициски, обвинителски и судски, и планираат и со овие работи да продолжат. Ова е заробена држава. Тие кои бараа повеќе демократија и слобода, покажаа дека се најголемите душмани на слободата и на демократијата. Почитувани граѓани, како што кажа во едно моје неодамнешно интервју, дел од гласовите кои ВМРО-ДПМН ги доби на преходните, а не ги доби на овие избори, се заради одредена разочараност или утина на наши традиционални подржувачи, заради нивната проценка дека се направени некои грешки и слично од централното или од вокалното раководство на партијата и некои нивни незадоволства поврзани со поединци од нашата партија на различно ниво. Но тоа е еден дел. Нашата партија во наредниот период ќе треба да направи длабинска анализа, истражување и се што е неопходно, или да се исправат тие грешки, или доколку не се грешки, а биле разбани како грешки, истите да се објаснат на начин кој ќе оцениме дека е најсоодветен. Исто така, за евентуалните грешки, откако ќе ги имаме сите анализи и информации внатре во партијата, ќе оцениме одговорноста и ние од тоа не бегаме. Но, во Македонија, денес, немаше избори. Македонија денес се соочи со екстремно недемократски поход по секоја цена, СДС и ЗАЕФ, да добијат некаков си легитимитет кој е потребен на некого. За почеток на операцијата за редефинирање на државата по сите основи. И Македонија денес се соочи со најнов жесток напад да се срози и уништи ВМРО, односно да се уништи имунитетот на македонците и способноста и волјата да си ја одбранат својата држава со државност и државни карактеристики какви што ги знаеме во моментов. На овие избори ВМРО-ДПМН се соочи со двоен противник. Првиот е СДС, кој е легитимен наш политички противник и кој лесно ќе го победиме во фер и демократски услови. Најголемиот политички противник на ВМРО-ДПМН на овие избори беше полицијата, која директно, непосредно, жестоко и брутално се ангажираше во партиски цели и интереси на СДС, како и раководителите на целокупниот државен апарат, кој вршеше дрзок и нечовечки притисок врз администрацијата, врз земјоделците, социјално ранливите категории, па дури и врз наставниците и лекарите кои треба да се интелектуалното јадро на оваа држава. Македонската полиција, која секогаш ја имаше нашата почит и подршка, и која и понатаму ќе има нашата почит и подршка, за жал падна на испитот. Заради прифаќањето на еден дел од полицајците, не сите, еден дел од полицајците, да одработат партиски, падна на испитот целата полиција. Таа падна под жестокиот притисок на една партиска врхушка, која е инсталирана во МВР и представува класична партиска полиција, класична СС бригада на Заев и Спасовски. Ние ги знаеме сите, околу 300 лица, кои се дел од оваа инсталирана врхушка и партиска полиција, и која го спроведе овој заговор, со кој се осквернави македонската полиција, што беше можеби и нечија цел.
Партијски полицајци на СДС, скверневајќи ја полициската униформа, брутално се конфронтираа со македонскиот народ. Ние ги знаеме сите овие лица кои ја киднапираа полицијата. Сите се уредно документирани. И повраќањето на ВМРО на власт ќе се соочат со санкции согласно закон. Македонскиот граѓанин не заслужи ваков третман, вакво понижување и вакво изборно насилие. Во Македонија се случија мафијашки избори. Криминалци во партиска служба во спрега со државниот апарат. Кој што да каже, кој што да опонира, кој што да го нападне овој мој говор, зашто сум свесен дека ќе се случи, затоа што тоа е дел од одработувањето на медиумската машинерија на СДС. Што и да прават, колку и опсе да напише најпофален извештај, колку и да добиваат пофалби од меѓународната заедница, на секој еден граѓанин во оваа земја, потенцирам на секој еден граѓанин, му е јасно, совршено јасно, дека фер и демократски избори во Македонија немаше. Имаше закани, уцени, притисоци и огромен подкуп. А со сето ова и еден вид терор врз граѓаните во правец на нечесно добивање на изборите. Не само нашите активисти и членови, туку и членовите на извршниот комитет на партијата, на Централниот комитет и пратениците беа секојдневно на терен и го констатираа истото во директна комуникација со илјадници граѓани. И на најжестоките членови на СДСМ, за кои сакам да кажам дека имаат нашата почит како противник, им е јасно дека ова е насилие врз еден народ и дека денес ние од ВМРО, нивните комшии и сограѓани, можеби и нивните роднини и пријатели, сме жртви на едно насилие, ама се свесни дека тркалото се врти и сигурно не се срекни со ова што нивната врхушка го прави. И сигурно и покрај еуфоријата, сепак се прашуваат што ќе биде кога ќе дојде време за сведување на сметките. Веднаш ќе им кажам, нека не се плашат. Никој нема да ги допре нив. Никој нема да допре некој човек кој се огрешил, ама инсталираните марионети од нивната врхушка, кои се организатори на ова невидено државно насилство, ќе сносат одговорност. Ќе одговараат затоа што ова не беше само силување на демократијата, ова беше брутално силување на државата Македонија. Тие дела не застаруваат. Тие секогаш ќе бидат во колективната меморија на македонските граѓани, во луѓето, во семејствата. И кога е така, неминовно е дека правдата ќе дојде и правдата ќе биде задоволена. Еден од нас ќе остане, еден од нас да остане, еден од ВМРО да остане. А ќе останат и повеќе, бидејќи немате сила да не уништите сите. Еден да остане, ќе ја врати правдата и ќе им ја донесе правдата каде и да се наоѓаат. Заев и СДС сакаат да лапнат преголем завак, ама ќе си ги скршат забите. Оваа битка доправа почнува. Во ситуација кога се гази државата, кога се силува демократијата, кога се врши изборно насилие, во отсуство на било каква реакција на органите да се заштити граѓанинот и државата. Ние сме принудени да се самоорганизираме и да се бориме. Нашата борба е света должност, бидејќи се бориме за правда. Ние не сме причината за оваа битка за Македонија. Нашата акција е само реакција на изживувањето кое го прави една хунта, која е насилно донесена на власт. Тие ја отворија оваа врата. Ние не сме причината за битката, ама ние сме средство со кое што Македонија ќе победи. Од утре ќе бидеме сведоци на една нова пеколна тура на нови изживувања, нови малтретирања, спектакуларни акции на партиската СС полиција, за апсење на политичките противници, носење на лица во притвори и затвори, затоа што тие мислат дека на тој начин ќе не скршат, дека сега е време да го решат ВМРО, пред да ја решат Македонија.